Точно така, знаме да си развееме во Македонија. Еве, почитувани слушатели, направивме некаква вака социјална една врска со Скопје, како што најави го имаме господинот Владимир Трајковски од политичката партија Родина. Па еве, на моје задоволство, јас кога го поканив господинот Владимир, со драга волја, со драго срце, со расширени раце прифати да ни биде овде гостин во Австралија, почитувани слушатели, затоа што овој човек, мислам, дека заслужува да се слушни на овие простори овде во Австралија. Тој е еден од членовите на политичката партија Родина, која што така е некако нова партија, да ја речеме, но за тоа ќе ни каже повеќе господинот Владимир. Владимир, добро утро ви посакувам во Македонија. Како сте? Добро утро, Петко. Добро вечер за сите македонци во Австралија. Чест ми е да гостувам во твојата емисија. Ние сме, значи, како што ти најави, релативно нова политичка партија Родина Македонија, која што ќе се потруди да го пополни вакуум просторот кој се појави откако двете системски најголеми партии, малте не можам да кажам, исполнуваат агендите на нашите соседи кои ни се непријатели, кои работат против македонската агенда. И на рачун тоа, значи, одлучивте вака да се соберите интелектуалци и да направите на партија која што ќе посмета на таквите резултати што ги прават некој, не? Мораме, Петко, ситуацијата е таква, значи приморани сме, нож до балчак ни е буквално ставен на македонците. Затоа јас би апелирал до македонците во Македонија и до македонците во диаспората Австралија, Канада, Америка, Европа да се сплотиме, да конечно да почнеме да функционираме како еден организам, како едно тело, затоа што ние треба да функционираме така, ние сме фактички две крила, белодробни крила на организмот Македонија. Едни без други не можеме да дишеме, не можеме да функционираме и не можеме да дојдеме до целта. Целта наша се знае кој е ослободување на Македонија, конечно застанување на здрави принципи, асномски принципи кои ја детерминираат нашата државност и фактички да се редржавизираме нашата држава која знаеме дека во последните 30 години малтене почнува да ги губи сите обележи и постулати кои што една суверена држава треба да ги има. Точно така, јас сум, например, еве да ви кажам овде од Сиднеј, и сум многу радосен вака со многу луѓе кога зборувам, и зборуваме баш за вашата партија. Која е ова политичка партија? Еве, правиме доста анализи кога вие водите програма, дебатни програми кога имате со некои од политичарите, од новинарите, викате секакви луѓе, нели, од афелата македонска, и гледам дека слушаме нешто ново и добро. Овде во Сиднеј, например, доста луѓе ве поддржуваат. Колку јас што сум разговарал, многу сте поддржани како партија. Дали планирате некој пат кога нормално овај COVID-19 можеме да кажеме дека го закочи светот, меѓутоа кога ќе се откочи светот, ако Господ дај да се откочи светот, дали планирате овде да гостувате низ Австралија, Мелбурн, Сиднеј, Перт и така натака, Аделаид, Камбера, ваму таму? Дали имате желба да дојдете и да кажете вашата програма што ја имате? Имаме и желба и обврска да дојдеме и да ја представиме нашата програма и нашите цели на нашите во Австралија, секако и на нашите секаде кои да ни се целиот свет. Мило ми е тоа што, како што кажа ти, Петко, дека гласот за Родина Македонија допрел и до Австралија. Ние се трудиме преку нашите емисии Родински разговори да допреме до целиот македонски народ на секаде кај светот. Значи, како што кажа, ние викаме разни политичари, луѓе што си ја сакаат Македонија, историчари, независно од филата, независно од професијата, од занимањето, сите они кои што сакаат да помогнат да се ја вратиме Македонија, гостуваат на Родински разговори, кои што се емитуваат еднаш неделно во петок во 21 часот по македонско време. Малку ви е доцна на вас поради временската
различните временски зони, тоа би дошло кај вас наутро во 5 часот сабајле. Меѓутоа, сите наши емисии може да се погледнат на нашата Facebook страница rodina.org.mk и одати на нашиот YouTube канал. Значи секој кој што е заинтересиран да ги погледне, мислам дека има доста интересни емисии од каде што може многу да се научи и многу да се осознае за актуелната ситуација во нашата држава. Значи како што кажавме ни на почетокот, Родина Македонија е партија која што мора да биде заедно со народот. За диаспората конкретно можам да кажам дека од досегашните политички партии во изминативе 30 години ретко кој се залагаше да го реши проблемот не само на македонскиот народ во Македонија кој што остана да живее, туку и на диаспората. Диаспората е некако запоставена, неправедно можам да кажам, и токму ради тоа Родина Македонија како политичка партија има во својата програма, значи една од главните цели е активно да се интегрира нашата диаспора во градењето на нашата држава и да се направи специјална програма која што ќе стимулира одредени дејности во нашиот буџет кој што и олеснителни закони кои што ќе направат да нашата диаспора посака да се врати во Македонија, да вложи во македонската економија без никакви оптеретувања, како што до сега знаеме сите јавна тајна е како се правеше. Значи за да отвориш бизнес во Македонија, буквално диаспората наша беше рекетирана, условувана за да добие дозвола да отвори некоја фабрика или некој свој приватен бизнес, мораше да ги наполни џебовите на одредени моќници. Сето тоа ние треба да го искорениме. Родина Македонија ветува дека тоа ќе се искорени и ќе направиме диаспората да добие една повластена стапка. Значи, сите наши млади кои што се по светот и кои се во голем дел елоквентни, успешни во своите професори и големи умови, можам да кажам, и се потребни на Македонија, значи за да може сите сплотено заедно да ја вратиме Македонија онамо каде што припаѓа. Од прилика би го употребили израелскиот модел од 1949 година кога се создаваше израелската држава, кога израелскиот кнесет ги повика сите евреи од целиот свет да се вратат во матичната држава, да вложат во незе и заедно да ја градат со луѓето кои што живеат таму. Точно, еве до каде стигна израелците кај што испомнате. Видите, си направија држава од неможно направи. Значи се може. Од пустина направија оаза, Петко, а ние, Македонија, која што Бог ја дарил буквално со такви благодети, значи нема што немаме. И во нашите народни песни се пее од три страни сонце грее. Значи два пати се жне. Четврта месечина. Месечина. Значи имаме се што можеме да посакаме, од полиња плодни, од минерали, руди, ресурси, сончеви години. Значи сите услови ова наша мила држава ги има да не 2 милиона, 5 милиона луѓе живеат буквално комотно. Можеме да живееме ако сме сплотени. Јас нема да претерам ако кажам и Швајцарија може да не завиди. Сите така велат, точно е така. Ги имаме сите богатства, сите ресурси, ги имаме. Само што ни треба? Ни треба добар лидер да го води народот, јас мислам. Лидер, сплотување, најбитно е сплотувањето и да паднат маските на сите оние политичари кои во изминативе 30 години ја злоупотребува својата функција и позиција на политичката сцена за лични интереси, за лично богатење. Значи го става интересот на Македонија во втор план, ги гледа личните интереси, без поговорно ги исполнува сите агенди на странските, можам да кажам, служби кои не ни мислат добро. Еве гледаме последниве денови што се случува, буквално не знаеме дали наредниот ден ќе се разбудиме во таа држава во која што живееме. Значи ни се случаат такви понижувања од Преспранскиот договор, каде што не се почитуваше волјата на македонскиот народ на референдумот. Значи
за 3 месеци после неуспешниот референдум се погази волјата, неуставно во парламентот ни се промени името на сила, после тоа не направија коси црти, значи идентитетот буквално не го избриша. Сега последниве месец дена што се случува тоа со договорот со Бугарија, тоа е ужасно. Еве пред 2 дена министерката Царовска дури најави дека и предметот историја ќе се укине од образовниот систем. Значи буквално ни се случува културен геноцид, етнички геноцид, се брише се што е македонско. И најтрагично е што е тоа го прават одродени македонци. Не го прави некој од надвор, него одродени македонци го прават тоа. Вчера дури имавме апсурдна ситуација, јас го упатувам, ја користам ова прилика да им се заблагодарам на нашите пријатели од Чешка и Словачка кои вчера најдоа за сходно да ја одбранат Македонија и македонската држава, Чешка и Словачка и Полска претходно, да, Петко. И Австрија се приклучи. И Австрија, а нашиве одродени политичари на чело со хунтата на Зоран Заев не продаваат буквално како да сме им во наследство од дедо, од прадедо, некој имот, а не народ и држава. Точно така, како Царовска вели, нема историја да се учи тоа што ќе учат децата, како се метат улици. Како се метат улици, а што е најтрајшно, се форсира една неморална политика да се увоведе некакво си сексуално образование во 8-миот и во 9-тиот клас од основното образование и по тој превест на сексуално образование да ни ги протуркаат сите оние неприродни за нас македонците активности како ЛГБТ групациите, значи не сум ксенофоб, не сум против правата на сите маргинални групи. Меѓутоа, на некој на моето дете да му кажува дека природно е да се да се биде во брак со маж или да има врска трансродови заедници, мислам дека тоа е туѓо за македонецот кој има 2000 годишна историја, многу добро позната низ целиот свет, ни се наметнува нешто што нито од религиски христијански аспект, ниту од етички, ниту од морален, не смееме да дозволиме да се таков експеримент да се врши врз нашите деца. Точно така, со сето тоа ние знаеме преку Светото писмо, Содом и Гомор се опишани во Светото писмо. Ете баш од вакви нешта што се создаваат, беа изгорени градовите. А сега ни се наметнува баш тоа во школите. Замислете. Значи тоа е некоја пропаганда од надворје сигурно, што велите тоа природно апсолутно не му стои на македонскиот народ. Не само што не му стои, Петко, туку мислам дека е дел од еден разработен систем како да се изврши депопулација во светот, вклучувајќи Македонија. Значи, кога едно дете ќе биде воспитувано од мал и нозе дека не мора да биде во брак со припадник од спротивниот пол, не мора да ги почитува тие семејни вредности, традиционални, нормални, морални, етички аспекти, буквално ќе се загуби желбата да нашите идни генерации живеат во заедница, во семејство, а од тука логички ќе падне и наталитетот, значи ќе се буквално Македонија ќе почне да паѓа во бездна. Па тоа автоматски си повлекува така, точно е тоа. Сакам нешто, Владо, да ве прашам, Владимир си извинувам. Сакам нешто да прашам, кога малце поразговаравме околу вашата партија и кога прашав кој ви е лидерот, председател на партијата, одговорот ми беше не, ние немаме председател, туку имаме разбирање меѓу нас. Така. Ова ми беше многу интересно, мене секаде се, знаете, секаде скока, јас сум председател на партија, ќе кажам ќе биде така. Лидери кои што буквално се удараат во гради, нивните партии наликуваат на султан партии, затоа што таму лидерот е неприкосновен. Иако сте приметили на сите дебатни емисии по медиуми каде што се појавуваат представници на одредени партии, во 99% се појавува токму лидерот. Еве можам да кажам
Дали знаете вие, например, актуелна е сега во овие моменти политичката партија Левица. Јас се сомневам дека македонскиот народ во Македонија и во диаспората познава некој друг член освен Димитар Апасиев. Значи тој е неприкосновен лидер. Значи не дозволува да дојдат да се истакнат други членови. Истото се случуваше со исто помалите партии во македонскиот кампус. Сега да не ги именувам, не е коректно. Меѓутоа, освен нивните лидери, ние не познаваме никого. Во Родина Македонија тоа не е пракса. Значи Родина Македонија реши да го користи оној македонски стар модел од времето на Александар Македонски, дури ќе се навртам, кога Советот на мудреци буквално можел да сменува царови, да менува и генерали и се, значи колективното одлучување. Ние имаме нашето извршно раководно тело во партијата е председателството, кое брои 13 члена и буквално се донесуваат сите одлуки со консензус. Имаме председавач на председателството кој е повеќе символички представник на прв меѓу еднаквите. Така, еден Така, и мислам дека овој модел функционира затоа што може сте заприметиле на нашите емисии Родински разговори, кога гостуваат членови на председателството на партијата на Родина Македонија, флуктуираат неколку 5-6 луѓе и сите тука можат да кажат различни ставови и мислења и мислам дека тоа ја збогатува понудата. Значи секогаш поубаво размислуваат повеќе глави отколку една глава. Значи и се исклучува тука таа една непријатна пракса да еден човек одлучува во името на цела партија, а гледаме деновиве што се случува. Еден Зоран Заев со неговите потези одлучува буквално за цела држава без да ја праша дали сака да биде името променето, дали сака да биде идентитетот променет, дали сака историјата да биде распродадена. Токму ради тоа ние не дозволуваме да се истакне еден човек кој што ќе забега во моќта, во неконтролирана моќ и да може да прави што сака. Точно така, не е добро еден човек за целата нација да одговара, точно треба да се праша, и ќе се сложам она што го велите Владимир, дека сите ќе дадат мислење, свој став ќе дадат и да се исцрпи она што е најдобро за македонскиот народ. Точно така. Апсолутно. Значи пред се е македонскиот народ. Не сме не смеат политичарите да бидат тие кои што ќе се издигнат над македонскиот народ. Македонија е таа што одлучува кој ќе ја води, кој ќе ја представува во светот и на крај на криштата кој ќе понуди подобар систем и подобар модел за практичен живот. Значи веќе еднашка конкретно да застанеме со овие деструктивни дејанија кои што се прават последниве 3-4 години се во таква експанзија, тоа мора да се прекине. Македонија мора, Родина Македонија се заветува дека ќе ги врати асономските принципи на државата. Значи каде што македонецот ќе биде суверенот на оваа држава и тој ќе одлучува за својата иднина и за иднината за своите деца. Така би требало да биде, точно така. Некој ќе речи сите така ветуваат, но не го прават. Дали мислите дека ќе успеете во тоа? Ветувањата кои се даваат во изминативе 30 години, знаеме како минуваат. Значи се како на филмска лента се менува. Се сеќавате како беше војводата Љупчо Георгиевски, на времето беше толку експониран, ветуваше се и се што конгреси во Солун, меѓутоа за кратко време неговите лаги се распрсна како меур од сапуница. Знаеме каде заврши на буништето на историјата. Сега е советник на Зоран Заев и заедно со него ја продаваат нашата историја и идентитет. Истото беше и од спортивниот табор. Политичарите ветуваа се и се што дури се дрзнуваа да кажат ајде уште ова да го смениме, ајде уште ова да го прифатиме за подобра иднина, така етапно не распродава. Значи буквално македонецот веќе научи да ги согледуваат тие што ветуваат, а ништо не прават. И мислам дека е доволно зрел македонецот, и интелигентен, и умен, и генетски сме предодредени да бидеме
творци, креатори на својата иднина. Македонецот ќе препознае кои политичари и кои политички субјекти даваат само празни ветувања, а кои тоа што го ветуваат и тоа што го имаат во сопствените програми, буквално ќе ги реализираат. Ние како Родина Македонија, значи воопшто не се плашиме ако дојдеме во ситуација да ја добиеме довербата на македонскиот народ. Буквално на секој 90 дена да бидеме ставени на испит пред народот. Не да приграбиме власта само за лични интереси, туку на секој 90 дена да даваме отчет за сработеното и да бидеме ставени на испит. Затоа што ние политичарите, не сакам да се нарекувам политичар, меѓутоа веќе кога сум влегол во политичка партија, тоа е неизбежно. Значи, не може политичарот да биде над народот. Народот е тој кој што буквално тебе те вработил за ти да му понудиш на него достојна можност за убав и пристоен живот. Така, затоа што ево гледаме, Владимир, во последни, во овие 3-4 години нема ни една странска инвестиција во Македонија. Замислете, тоа е страшно. Никој не сака Петко да вложува во нестабилна држава. Значи до 2015 сите знаеме дека бевме на чекор до потпишување на гасоводот кој требаше да ни донесе газ од Руската Федерација и кој требаше да поминува транзитно од нашата држава, исто беше и со кинескиот пат на свилата. И можам да кажам дека токму тие два аранжмана на кои бевме до чекор, кои можеа да ни донесат многу бенефити, буквално ја испровоцираа кризата кога почна шарената револуција, значи некој од надвор не му одговараше во Македонија да влезат такви две инвестиции од истокот. Беа спречени, знаеме како, со направена вештачка криза, шарените излегоа на улица, почна немилите настани во Смилковско езеро, Куманово, дојдовме буквално на рап на граѓанска војна, се инсталираше оваа предавничка власт која што сега ја води Македонија, се со цел да се спречи нашето интегрирање и спојување со другиот дел од светот, не само она што ни се нуди НАТО, ЕУ. Светот има алтернатива, светот се развива во правец на една поширока форма, Евроазиска унија, каде што сите знаеме дека ресурсите, суровините и природните енергенси доаѓаат од Азија, конкретно од Русија и од Кина. И сега кога една Меркел може да потпише договор за соработка со Руската Федерација, со Владимир Путин за гасово одградење Северен ток, за да биде дистрибуиран гасот во Германија, зашто една Македонија би седела на страна? Или Кина да прави договор со целата Европска унија за патот на свилата и за кинеските инвестиции, а Македонија се фрла на страна и буквално се прекинаа сите инвестиции затоа што станавме сива зона. Од Македонија веќе не поминува ниту еден транзитен пат кој што би ни донел некаков бенефит. Не заокружија Бојко Борисов кој што им стана буквално ментор на Заев и на неговата булумента, го користи бенефитот на рускиот гасовод, сега оди преку Бугарија, не заопиколија нас, со кинезите работата во прекин веќе 3 години, така да од кога Заев и неговата екипа дојдоа на власт, буквално Македонија само тоне, само се задолжува во меѓународните финансиски институции и се плашам дека еден ден ќе пукне таква економска криза во оваа држава кога ќе треба тие пари што Заев ги позајмува од разни фондации, ќе треба да се враќаат. Можам да кажам дека 5-6 генерации ќе не може да ги вратат тие средства кои се трошат ненаменски и непродуктивно. Така. Еве имаме еден коментар, Владо, морам да ти кажам. Вика една слушателка, нема мажи во Македонија, меѓутоа сега кога слуша вели има мажи во Македонија, значи. И благодарам, ја поздравувам
И со тоа упатувам еден апел до диаспората. Значи, јас имам роднини конкретно во Сиднеј, во Мелбурн, и пријатели. Можам да кажам дека диаспората некогаш се однесува многу попатриотски, породолюбно од самите македонци во Македонија. Пример се, Петко, значи кога беа протестите за промена на името против Преспанскиот договор, веруваме дека со сите напари овдека не можевме да излеземе повеќе од 2 до 3.000 луѓе пред собранието да протестираме, кога бевме нападнати со примена на сила, фрлање на созавет. Веруваме, 2-3.000, тоа беше максимумот. Додека во Австралија знаеме, јас им благодарам на нашите браќа од Австралија и сестри кои искочија со стотици илјади на сиднејските и мелбурнските улици. Тоа беше една слика која ми го наполни срцето и на мене и на сите македонци во целиот свет. Така, сите политичари што ги имав на радио го рекоа тоа истото. Вика, ни дадовте таков повод, вели, што ние не можеме да направиме. Меѓутоа ни наполнивте срце да го видовме сите улици запнати со македонци и македонски знамења. Точно. Тоа е убаво. Искрено ќе треба да го користиме моделот на начите од Австралија, значи за будење на патриотизмот кој за жал во последниве 30 години се стави не во втор план, ја можам да кажам и во 4-5 план. Точно така, еве, јас ви упатувам една голема пофалба и ви велам дека и овде сте сакани од многу народ, веќе ве пратат, што е многу важно, ве пратат многу убаво како работите. Доста луѓе се задоволни, доста луѓе и не знаат, да бидам искрен. Кога ќе им кажам, вика, не знаеме. Меѓутоа многу народ знае за вас, но кога ќе дојдете овде, ќе знаеме уште повеќе за вас. Би сакале да. Повели. Би сакале, Петко, да се видиме во најскоро можно време и еве ветуваме пред македонската диаспора во Австралија дека нормално на покана од вас би ја прифатиле веднаш, би дошле и не само што би се дружиле, туку би побарале еден заеднички собир, заеднички мислења, да заеднички ги изградиме сите ставови кои ќе придвижат Македонија од мртва точка и ќе појдеме конечно во една светла иднина. Тоа е добро, а не да ни велат нас, гледајте си вие во Австралија, немој да ни се мешате нас овде. Така не велат. Тоа го велат само непријателите на Македонија и македонскиот народ, Петко. Нормално, еве вака патриоти како вас велат не, туку заедничко мислење да земиме из Австралија, да го пираме тоа, да го исцедиме секој збор што се вели, да го одбериме најдобриот збор што е добро за нас. Апсолутно. Искуството на македонците во диаспората, конкретно во бизнисот и во науката, мора Македонија да го оберачки да го прифати и да го имплементира во нашиот систем и во нашето ткиво. Така ја се сеќавам, Грујовски зеде тројца, еден од Австралија беше, еден од Америка и другиот не знам од каде беше, кога почна да носи добри фирми низ Македонија. Меѓутоа, ете, тој власт тоа го скина, не им одговара да носат, значи, од страна некои финансии така. Меѓутоа, тие да си отворат сакат сами, затоа. Апсолутно. Владимир, многу ви благодарам за овој разговор, за вашето одвоено време. Знам дека сте многу зафатени со партијата и снимате емисии и сите работи. Благодарам што одвоивте ево веќе повеќе од половина сат за македонците овде во Сиднеј специјално. Ви посакувам се што може најубаво да се посака и сакам секој пат умот и разумот да владеат во партијата. Да го донесите, да ја донесите Македонија на онај пат каде што предците се бореле, каде што планините крварат од тие луѓе за Македонија. Ви благодарам и на вас, Петко, на можноста што ни дадовте да учествуваме во вашава ценета емисија. И упатувам апел до нашите во Австралија да не пратат конкретно преку родинските разговори, да бидат во контакт, да ни даваат сугестии и да ни упатуваат значи конкретни работи кои што би сакале да бидат имплементирани во нашата програма и заеднички да ја кренеме оваа држава и да ја донесеме на местото каде што заслужува да биде.
И да ви посакам среќна нова 2021, 2020, знаеме каква беше со ова пандемијава, пландемијава. Се надевам дека 2021 ќе ни донесе многу поубави и порадосни моменти, ќе се видиме конечно во 2021 ќе дојдеме тамо и сонцето да ни огреи, буквално од нашето знаме македонското сонце да огреи, да светне во нашите животи, како во Македонија, така и во диаспората. Благодарам Петко уште еднашка. Владимир, само со Божја волја, ништо друго. Се ако Господ сака ќе ве донеси овде и се ќе сториме што треба да сториме. Амин. За македонскиот народ. Само со Божја волја. Без Божја волја нема ништо, верување. Јас секој пат велам и радијава, се ни се чини ова, ни се прави, се додека Господ не речи стоп. Доста е со македонците вака да ги угнетувате. И тоа ќе дојде денот. Ќе дојдат вака мудри луѓе кои што ќе работа за доброто на македонскиот народ. Ќе дојдат. Ќе дојде. Заедно ќе ја сработиме и ќе извојуваме победата. Точно така. Ви посакувам се најубаво и до екипата ваша, која што снима се, до Александар и сите останати, до сите во партијата, среќна нова година да ви посакам и никој пат да не се поврати ова што ни се случи во 20-та година, непожелно за целиот свет беше, меѓутоа ете дојде како дојде, не знаеме ни како дојде, ни што дојде. Нека биде барем ова среќна, да се расчистат овие магли што го фатија целиот свет и да почнеме нормално да живееме и да се движиме. Амин. Пријатно и до слушање, а јас се надевам дека ќе ве имам секој петок со вестите од Македонија. Ветуваме дека ќе се погрижиме и тоа да се оствари. Ето, се што е најактуелно и најдобро го очекуваме од вас секој петок. Благодарам. Благодарам уште еднашка. Поздрав. Пријатно. Поздрав.